Добар ден и од мене. За мене представува посебна чест и задоволство што денеска сум овде во општина Тетово, што можев да разговарам со градоначалникот на општина Тетово и председател на политичката партија БЕСА. Имавме навистина исклучително конструктивен состанок, разговаравме на актуелните теми кои што ги мачат сите граѓани во Македонија. Разговаравме за актуелната политичка и економска ситуација. Како што кажа градоначалникот, зборувавме за предизвиците со енергетската криза и навистина дојдовме до еден заеднички заклучок дека, а тоа е и практично заклучокот на огромно мнозинство граѓани, би рекол повеќе од 2/3, дека државата оди во погрешен правец, дека Македонија се движи во погрешен правец и дека оваа влада треба час поскоро да замине за да и тргне на Македонија и на граѓаните на Македонија, без разлика дали се тоа граѓани на Скопје, Штип, Тетово, Гостивар, Струга или Струмица. Колку подолго оваа влада на СДСМ и ДУИ остане таму каде што е, толку повеќе проблеми ќе имаат сите граѓани, толку повеќе полни автобуси ќе ја напуштаат Македонија и најголем дел од нив никогаш нема да се вратат, толку повеќе ќе имаме корупција, ќе имаме криминал и ќе имаме лоша економска состојба. Ако некогаш можевме да бидеме лидери во регионот според економскиот раст и според бројот на инвестиции, за жал денеска сме на самото дно и тоа е поразувачки факт. Така што, уште еднаш ќе кажам, за мене представува посебна чест и задоволство што можевме да поразговараме на овие теми, но исто така и да поразговараме на предизвиците со кои што локалната самоуправа и општина Тетово дека се справува на дневна основа. Голема храброст е што господинот Билалка сами го направи тоа најпрви на локалните избори, а потоа и да се фати директно во костет за решавање на пластените, наталожени проблеми кои што ги има општина Тетово. Ви благодарам. Ако имате дополнително прашање. Господин Висоцки, опозицијата се обвинува дека намерно ја блокираат собранието со тоа дека не се подлегува од некои комисии каде што вашите претендици се прават мнозинство, после промените на составот на влада. Дали ќе се повлечете од членовите на некои комисии каде што мнозинството треба да има свој член? За мене поголем проблем е што оваа влада на СДСМ и ДУИ не се повлекува после поразот на СДСМ на изминатите локални избори во првиот и во вториот круг и очигледното расположение во јавноста да оваа влада замине и дека државата, односно дека Македонија се движи во погрешен правец. Тоа е посуштински проблем. Инаку ако зборуваме за комисијата за именување избори и именување во рамките на парламентот, таа си има пратеници. Јас, колку што имам информација последно денеска, тука е еден од тие 120 пратеника, парламентот има 120 пратеника, не е распуштен, нема исчезнати пратеници, имаше еден па го најдоа. Јас како што знам. Така што и таа комисија има доволен број пратеници, треба само да се охрабри спикерот на парламентот да ја закаже и таа комисија да се заседава. Сега, доколку тие сакаат да партизираат уставни суди, по партиски декрети да ставаат таму, доколку сакаат членови на регулаторни тела да бидат по партиски декрети, простете, јас нема да се сложам и ќе направам се што е во моја моќ тоа да не го дозволам. Така што го охрабрувам спикерот Талат Џафери да ја закаже таа седница, како што тоа го прави и со останатите комисии во рамките на парламентот, а верувајте ми, парламентот е комплетен, бар сега за сега, со овие 120 пратеника во него.